Божий благослов, братья и сестры. Да? Да. I want to tell you that I am very happy to be once again here among your church in Skopje. Би сакал да ви кажам дека навистина сум многу среќен да бидам повторно меѓу вас во црквата во Скопје. I am able to recognize some familiar faces from last opportunity that I have here in this church. Значи можам да препознаам некои познати лица од минатиот пат, од можноста што имав минатиот пат во оваа црква. And I'm praying that all of you are in a good health and you are blessed by God. И се молам да сите вие бидете во едно добро здравје и да бидете благословени од Господа. Because this was my prayer all this time when we have not been able to see each other. Затоа што цело време додека бевме раздвоени овој период, тоа беше моја молитва за вас. I want to tell you that I am personally praying for you, and there are many other people who are praying for your church and for the brothers and sisters in Macedonia. Би сакал да знаете дека и јас, но и многу други браќа и сестри се молат за вашата црква и за браќата и сестрите во Македонија. And I really believe that God is going to do a marvelous work in this country. И навистина верувам дека Господ може да направи и ќе направи едно големо дело во оваа ваша земја. So I hope that even this time that we are going to be together here is going to be a blessing for all of us. Се надевам дека и ова време што заедно ќе го поминеме овде ќе биде благослов за сите нас. For tonight and tomorrow we are going to study from the Bible. За вечерва и утре ќе проучаваме од Библијата. We are going to study a very special passage from the Bible. Ќе проучуваме еден посебен пасос, еден посебен дел од Библијата. It's going to be a passage from the Bible that is going to give us practical lessons for the Christian life. А тоа е еден дел од Библијата кој што ќе ни понуди практични лекции за нашиот христијански живот. But in order to understand these practical lessons for our life, we need first of all to have our Bible with us. Меѓутоа, за да со цел ги разбереме овие практични лекции, како прво треба да ја имаме Библијата со себе. So I hope and I do encourage you that you may bring your Bible during these study sessions that we'll have together. И се надевам дека ќе ги понесете, а и ве охрабрувам да ги носите своите Библии додека ги имаме сите овие Because we предавања. are in the church of God. Затоа што ние сме во Божјата црква, And in the church we have to listen, thus said the Lord. а во црквата треба да го слушаме она што го вели Господ. We are not here to hear the opinion of men. Овде не сме за да слушаме човечки значи размислувања, But we are here to understand the advices that are coming from God. но овде сме за да ги слушнеме и разбереме советите кои што I доаѓаат want to од tell you, my Господа. brothers and my sisters, that we are living in perilous times. Би сакал да ви кажам дека навистина живееме во едни страшни времења, We are living in the last days of this earth's history. живееме во последните денови од историјата на оваа земја. And God is doing everything possible to get our attention that we may be saved. А Господ прави се што е во негова моќ за да го привлече нашето внимание со цел да бидеме нели спасени. As you know from last time, I am leading a medical missionary school in Romania. Како што слушнавте, како што знаете, од минатиот пат, јас водам, значи сум дел од едно медицинско училиште, здравствено училиште во Романија. Although I am traveling around the country and outside the country in many places, Иако доста патувам и внатре во државата, а и надвор од државата, most of my time I'm spending there at the school. повеќето од времето го поминувам токму таму во тоа And I want училиште. to share with you an experience that happened this week. И би сакал да споделам со вас едно искуство кое што се случи токму оваа седмица, That showed to me the burden that God is having for saving men. кое што ми ја покажа онаа желба што ја има Господ во спасување на душите. In one of the days we receive a phone from somebody
Пред некој ден примивме телефонски повик од некого, He was almost crying when he was speaking at the phone. додека зборуваше, разговараше на телефон скоро и да And he плачеше. said, I want to speak with brother Orashan. И рече, би сакал да разговарам со брат Орешан. And my colleague, one of the ladies from the school, she said, brother Orashanu is outside, he is working, but in what way can I help you? И една моја колешка таму која што работи, му пренеси му кажа дека Орешано е надвор, работи, како можам јас да ви помогнам? And she said, should I call him? И го запрашала дали да го повика. And he said, no, I'm going to come back again with another phone at this time. А тој рекол, не, јас повторно ќе го повикам во исто време. But I have a question for you, lady. The ladies? No, I have a question for the lady on the phone. He said, I have a question for you. Меѓутоа, имам едно прашање за тебе, се обратил до неговата колешка. Is brother Orashanu having 2 children? Дали брат Орешано има 2 деца? And she said, yes. И колешката него одговорила, да. And then he stopped the phone, and that was the final thing in that conversation. И го затворил телефонот, едноставно тоа така завршила конверзацијата. At 6 o'clock in the night, he phoned again, Во 6 часот навечер повторно се јавил истиот and господин. I was able to answer. И тогаш јас бев таму и можев да му And he одговорам. said, I want to speak with brother Orashanu. И тој нели повторно го побарал Орешано. And I said, yes, brother Orashanu is on the phone, how can I help you? И овој Орешано му одговорил, јас сум, како можев да ви He помогнам? said, please give me 3 minutes to explain something to you. И овој му рекол, ќе те замолам да ми дадеш 3 минути да ти објаснам нешто. I said, if you need time, no problem. Јас му реков, ако ти е потребно време, нема проблем. He said like this, И ми рече вака, I am a member of the Seventh-day Adventist Church in Romania. јас сум член на Адвентистичката црква во Романија, I have been baptized for many years. а крстен сум пред многу години. I'm coming from a gypsy background. Значи доаѓам од ромската заедница. We are calling in Romania Gabori, those that have big heads. We know him. We All know right. them. We know them. We had some. You have also here. No, we had some Romanian Gabors coming I here in the understand. church. I understand. Значи тоа се дел од Габорите, му кажав дека нели имавме тука присутни меѓу нас. And he said, for many years I'm working in Germany. I have a company of construction there in Germany. И ми рече дека јас долги години работам во Германија, каде што имам фабрика таму. But I am ashamed of my life. Меѓутоа се срамам од својот живот, Because spiritually my life is not going in the good direction. бидејќи духовно зборувајќи мојот живот не оди во But вистински he said, правец. listen what happened. Меѓутоа му рекол, но послушај да ти One кажам што night- ми се случи. Една вечер He said, I took my telephone, го зедов телефонот and as I was staying in the bed, и додека бев во кревет, I put a sermon to listen one sermon on internet. значи си отворил на телефонот да си гледа една проповед од интернет. It was a sermon, but not with you, brother Oroshan. Тоа беше една проповед, меѓутоа не од тебе, брат. I never heard about you. Јас никогаш не сум слушнал за тебе I порано. just put a sermon and I start listening that sermon. Едноставно си пуштив проповед и почнав да си ја слушам проповед. As he was listening the sermon, И додека ја гледал, ја слушал проповедта, then he fell asleep. потоа заспал, The sermon continued, проповедта си течела на but he was not телефонот. able to listen any word in that sermon. Меѓутоа тој веќе бил заспан, не можел да слушне ништо was од sleeping. проповедта. Да. You know, this experience sometimes is happening in the church. Вакво искуство некојаш може да се случи во самата црква. But please, not tonight and in any of these occasions, don't sleep in the church. Меѓутоа да не ви се случи вакво нешто нити вечерва, нити било во која друга прилика. Now, as he was sleeping, he had a dream. И сега човеков додека спиел, сонувал. And in that dream, И во тој сон he was dreaming about me, сонувал во врска со него, my wife, неговата жена and my 2 sons. и двата нивни сина.
this man never saw me. Значи овој човек никогаш не се сретнал, не го видел. This man never Решава. listened a sermon with me. Никогаш не ни слушнал проповед од него. Never. Никогаш. And as he was dreaming, И додека сонувал, the sermon that I was preaching in his dream проповедта што јас сум ја проповедал во неговиот сон, was having a title, имала наслов, and this is a real sermon. а ова е една вистинита It проповед. is called The Game is Over. Играта е завршена, така се викала The проповед. mark of the beast is very close. А жигот на зверот е многу близу. This was the sermon that he was listening in the dream. Значи тоа била проповедта што тој во сонот си ја слушал. At a moment, И he wake up. во еден момент се буди. Now remember, when he was having this dream, he was listening a sermon. Значи сега запомнете, додека го сонувал овој сон, тој слушал нели But проповед. that sermon on the phone Меѓутоа, was finished. меѓутоа проповедта на телефонот завршила веќе. And on YouTube, А на YouTube, what do you think what was the next sermon that begin on his phone? знаете нели на YouTube кога ќе изгледате едно видео почнува друго. Што мислите која проповед започнала следна на YouTube? The game is over. Токму таа со тој наслов. The Играта е mark of the завршена. beast is near. Жигот на зверот е близу. And when he wake up and heard those words, that sermon, И кога се разбудил, кога ги слушнал тие зборови и таа he проповед, immediately began to cry. веднаш започнал да плаче. He went into the bathroom Отишол во купатилото and started crying like a baby. и почнал како мало бебе да And плаче. then he said, Lord, И потоа рекол: Господе, what is happening in my life? што се случува со мене во мојот живот? Are we living in the last days? Дали навистина живееме во And in последните that денови? moment, he said, I listen a voice. И во тој момент рекол дека слушнал глас. And the voice was saying like this. А гласот му велел вака: Do you remember the dreams of Pharaoh Дали се сеќаваш на соништата на фараонот? with the 7 fat cows and then the ugly cows? Со 7-те дебели крави, па потоа со оние, нели, Do you remember those слабите two крави? dreams? Дали се сеќавате на тие два сона? And God was asking this man, И Господ го прашува what всушност was овој. the reason why that prophecy in the future was repeated twice? Значи, која била причината зошто ова идно пророштво се случило два пати, се повторило два пати? And he said, it is only because God is saying that that prophecy is true and is going to be fulfilled. The man was saying. Yeah, God was saying to Okay. him God was saying to him. Okay. that prophecy Значи, Господ му вели на човекот is true дека тоа пророштво е вистинито and is going to be fulfilled. и дека ќе се исполни. These were the words of Joseph when he came in front of Pharaoh. Do you remember? Тоа се зборовите на Јосиф, се сеќавате кога дојде пред Because фараонот. when Pharaoh was asking why that dream happened twice, Затоа што кога фараонот прашувал зошто овој сон два пати се случува, in that moment, во тој момент Joseph, Јосиф, under the unction of the Holy Spirit, под влијание на Духот Свети, he is saying it is only because God is saying that dream is sure and the prophecy is going to be fulfilled. Јосиф, под влијание на Духот Свети, вели, тоа е затоа што тоа пророштво е сигурно и ќе се исполни. And this man was saying, И овој човек велеше: Lord, Господе, I have a big company. имам голема компанија, I have a lot of working. имам многу работа, I работам don't си. have time to study the Bible. Немам време да проучавам I Библија. don't have time to spend with my family. Немам време ни за мојата Do фамилија. you want to tell me that we are living in the last days? Дали, Господе, сакаш да ми кажеш дека живееме во последните? God is saying yes. И Господ вели: Now да. listen. This man never saw me. Послушајте сега, значи повторно, уште еднаш. Овој човек никогаш ме нема виден Never на listened a sermon животот. with me. Никогаш нема послушано проповед од мене. And right now, as he was speaking with me, he was traveling from Germany to Switzerland. А додека разговараше по телефон со мене, патуваше од Германија кон Швајцарија. He was going in with the car and he was having the phone on speaker.
Значи патуваше со колата, а телефонот му беше пуштен преку звучник. Значи, In се the слуша. car was part of his family. Во колата биле дел од неговото семејство. His son-in-law, Неговиот зет, that used to be a Seventh-day кој Adventist, што порано бил адвентист, but go back into the world. меѓутоа се вратил во светот. And as I was speaking with him, И доека разговарав по телефон со него, he said like this, кажа вакво нешто. I have only one question, Имам само едно прашање до тебе. and everybody is hearing. А сите слушаат во колата. Do you have two boys? Дали ти имаш два сина? And I said, yes, I have two boys. И јас му одговорив, да, имам два сина. And in that moment, И во тој момент, everybody in the car started to cry. сите во колата започнаа да плачат. And this man was saying, А овој човек велеше, God is still having mercy on me, a sinner. Господ се уште има милост кон мене грешниот. God is looking for me, Господ ме бара мене and He is willing to save me and my family. и сака да ме спаси и мене и моето семејство. And that man took a decision. И тој човек тогаш одлучил He said, I'm able right now to put everything aside. и ми рече дека сега сум спремен да тргнам се на страна I have only one desire. и имам само една желба. Me Јас and my family и моето семејство to be saved. да бидеме спасени. My brothers and my sisters, Драги браќа и сестри, I really believe that I'm not here in Skopje јас because навистина, of an accident. No. значи јас навистина верувам дека не случајно сум туку така овде во Скопје со вас. I believe that you are not here because of an accident. Значи верувам дека и вие не сте случајно овде. God is willing to save you and me. Господ сака да ве спаси и вас и мене. But we need to be very carefully Меѓутоа мора да бидеме многу in внимателни. every occasion when we study the Word of God. Во секоја прилика кога имаме прилика да ја проучуваме Божјата Because реч, can be the last opportunity бидејќи тоа можеби е нашата последна можност. when God is appealing to our souls. Последна можност кога Господ делува на нас. I was very happy when two of the sisters came Бев многу среќен кога две од and I said, сестрите Brother Andrew, we want to salute you. ми пристапија и сакаа да се поздрават со And мене. then I asked them, how are you? И потоа ги запрашав како сте. And they said a very important thing. А тие ми рекоа нешто многу важно. Praise the Lord, we are still alive. Слава на Бога, се уште сме живи. Do you know that this is the reason for praising God? Дали знаете дека ова е една голема причина за да се слави Бог? We are still alive. Ние сме се уште меѓу живите. In a time when people are dying without Christ, Во време кога мноштво на луѓе умираат без Христа, we are still alive. ние се уште сме живи. May the Lord give us power Нека Господ ни даде сила to understand these times in which we are living да ги разбереме времињата во кои што живееме and give our hearts to Him. и да му ги предадеме нашите срца. We are going to study from the Bible lessons from the healing of waters. Ке проучуваме во Библијата лекции од исцелувањето на водите. And I want to study together with you a miracle that Elisha the prophet did. И би сакал со вас да го проучуваме она чудо кое што Елисеј го направил. Let's go to the book of 2 Kings chapter 2. Да отвориме во Библијата во втора книга на Цареви, втора глава. 2 Kings chapter 2, and we want to read starting at verse 19 to verse 22. Значи втора Цареви, втора глава, ќе читаме од 19 до 22 Now, стих. let me say one thing from the beginning. Да ви спомнам нешто уште на почеток. There are going to be some Bible verses that we are not going to open them from the Bible. Значи, ќе има некои стихови, библиски стихови кои што нема да ги отвориме But- од Библијата. Please, I beg you, Меѓутоа, ве if преколнувам, you have the possibility, ако имате можност, write them down. запишете ги. Write everything that you hear. Значи, се што ќе слушнете, запишете. Because we don't know when we'll be able to share these things with other people. Затоа што не знаеме кога ќе имаме можност да ги споделиме тие нешта со другите луѓе. And in the same time, because of this barrier of time,
А во исто време, заради тоа што нели временски сме ограничени, I will just allow my brother to read in Macedonian language. Јас едноставно само ќе му дозволам на братот, на And мене, when it's going to be necessary, I'm going to underline things even in English да language. ги прочитам на македонски, а кога ќе биде неопходно, тој самиот ќе подвлече Now оно што е let's важно. read together this passage. Да го прочитаме сите заедно, значи овој пасос од Библијата. Please, Brother Boche, from verse 19 to verse 22. Значи втора книга Цареви, 2 глава, од 19 до 22 стих. Жителите од градот му рекоа на Елисеј: убаво е во градот, како што може да го види тоа и нашиот господар, ама водата е лоша и земјата неплодна. Тој рече: донесете ми нова чинија и ставете сол во неа. И тие му донесоа. Тој тогаш отиде кај изворот, ја фрли солта во неа и рече: Господ зборува вака: јас ја исцелувам оваа вода. Од неа нема веќе да има ни смрт, ни неплодност. И водата стана здрава, и таква е до денешен ден според зборот што го рече Елисеј. Thank you very much. This Bible passage is very, very important for each one of us. Овој библиски пасос е многу важен за секој од нас. And you will see that during this Sabbath day, we are going to spend a lot of time only studying this Bible passage. И ќе видите дека за време на целиот овој саботен ден ќе поминеме доста време проучувајќи го само овој дел од Библијата. Because we want to understand lessons from the healing of water. Затоа што треба да ги разбереме тие лекции кои што доаѓаат од исцелувањето на What водата. was the situation here? Каква ситуација имаме The овде? Bible is speaking about some men from a city Значи Библијата ни кажува за некој човек од that they had градот, a problem. луѓе од градот кои што And имале they проблем. said, behold Elisha. И го повикуваат Елисеј This city, the location of this city is very good. и му велат локацијата на која што се наоѓа овој град е But многу убава. all around this city is not growing anything. Меѓутоа, насекаде околу градот ништо не расте. No fruits. Нема никакви And плодови. the reason why anything is not growing, А причината зашто ништо не расте, no fruits, Нема is плодови. because the waters are bad. затоа што водата е лоша. If we can say this water are poisoned, Можеме еве да кажеме дека водата е отровна. we have to do something. Мора нешто да направиме. And when Elisha heard about this, Кога Елисеј слушнал за овој he случај, said, bring me a new vessel or a new cruise. значи им рекол да му донесат една нова чинија, нов сад And then they put salt in this new vessel. и да стават сол во тој сад And they went at the spring of this water. и отишле кај изворот на оваа вода And they put the salt there. и ја ставиле солта таму And then Elisha said, и потоа Елисеј рекол: from this moment, од овој момент these waters are healed. оваа вода е исцелена, Now, the здрава. first thing that we need to understand is this. Првото нешто што можеме да го разбереме е следното. What was that city that was having a good location but bad waters? Кој бил градот кој што бил на убава локација, меѓутоа имал лоша вода? This city was Jericho. Овој град бил Ерихон. If you read in verse, let's read together in verse 18. Ако прочитаме во 18 стих, And when they came again to him, се вратија кај Елисеј, for he tarried at Jericho, he said unto them, кој остана во Did I Ерихон, not say unto you, go not? значи се вратија кај Елисеј кој остана во Ерихон и тој им рече: нели ви реков, And не then the Bible одете. is saying, and the men of the city came to Elisha. И потоа Библијата ни вели дека жителите од градот дошле кај Елисеј. So this city that the Bible is speaking is the city of Jericho. Значи градот за кој што овде Библијата ни зборува е Ерихон. Now Jericho was situated very closely to the river Jordan. Ерихон со својата позиција бил блиску до реката Јордан.
If you read carefully this chapter from 2 Kings, chapter 2, Ако внимателно ја читате оваа втора глава од втора книга на you will Цареви, see that is presented this miracle of the departing of waters of Jericho. ќе видите дека овде исто така се наоѓа на чудото со разделувањето на водите на When Elisha, using the mantle of Elijah, The what? Elisha used the mantle, the coat of okay. Elijah, Кога Елисеј ја го користи, значи користи наметката од Илија, smite the waters of Jordan, кога удира по водите на Јордан, just like Elijah did, и исто како што и Илија претходно направи, and then he passed just like on a dry land. и едноставно потоа нели поминаа како по суво. Now let's read another Bible verse Да прочитаме сега еден друг библиски стих, that confirmed to us that Jericho was situated very closely with Jordan. кој што ќе ни покаже, ќе ни докаже дека Ерихон навистина бил близу до Јордан. Let's go to the book of Joshua chapter 4. Да одиме во Исус Навин 4 поглавје. Joshua chapter 4, Исус Навин 4 поглавје. and we want to read verse 19. I will let my brother to read. И ќе го прочитаме 19 стих. Let's hear together. Исус Навин 4:19. Да послушаме заедно. Народот излезе од Јордан во 10-тиот ден на првиот месец. Тогаш се настанија во Галгал, источно од Ерихон. Do you see here how the Bible is putting Jericho and Jordan very closely together? Дали гледаме во овој стих дека Библијата ги поставува Ерихон и Јордан близу? And I'm еден до very друг. happy that even the, if I can say, even the history is able to confirm to us. All right, it seems that it's not willing to work. Is it turn on? No, it's working. Now here, this is Wikipedia. Ова е извор од Википедија. Is speaking about Jericho. Is saying is located in the Jordan Valley. Каде што се вели дека Ерихон е лоциран во долината на Јордан, With the Jordan River to the east. со реката Јордан на исток. Now, here is Jericho, Еве го Ерихон, го гледаме на and мапата. this is River Jordan. Ова е Јордан. Now, do you remember what was the problem in this city? Се сеќаваме ли кој беше проблемот со овој We град? say the place of this city is good, how it's situated, Значи локацијата на градот е одлична, but we have a problem with the waters. меѓутоа проблем е водата. These waters are bad, are poison. Значи водата е затруена, не е добра. Death is coming through them. Значи едноставно се е смрт таа вода. And because of these waters, we don't have any fruits. И заради таквата вода немаме никакви Now, плодови. according to the Bible, Е сега, според this Библијата, region has never been like this. овој регион никогаш не бил ваков. In the past, this region was a very blessed region. Значи во минатото овој регион бил многу благословен. Let's go to the Bible in the book of Genesis chapter 13, Да отвориме сега во Битие во 13-та and глава. we read verse 10. Битие 13, ќе го читаме 10-тиот стих. Now, listen what the Bible is saying about this river Jordan and the location. Послушайте што Библијата овде ни кажува за Јордан и за локацијата. Please, my brother. Verse Verse 10. 13, verse 10. 13:10. Лот ги подигна очите и согледа колку е добро наводнувана Јорданската долина, како некаква господова градина, како египетската земја се до сигур пред Господ да ги истреби Содом и Гомор. Thank you very much. So, how was this valley of the Jordan in the past? How was this valley? Каква била Јорданската долина во минатото? The Bible is saying that used to be like a garden of God, Значи Библијата ни вели дека била како господова градина, even like the land of Egypt. како самата египетска земја. If you remember in the book of Genesis, Ако се сеќавате во книгата Битие, Egypt is being like a basket with bread for the all nations. Египет е представен како една крошна
полна со леп за сите нации. In the time of famine during Joseph, За време на Јосиф, за Do you време remember на when- оние 7 гладни години, where Jacob sent his children to take bread that they may survive in that famine. се сеќавате, нели, кога Јаков ќе ги испрати своите синови до Египет за да, нели, преживее неговото семејство. To Egypt, in the time of Abram, Во време на Аврам was again another famine. и исто така имаме еден кризен период. Genesis chapter 12. Битие 12 And the глава. Bible is saying that Abraham went to Egypt to escape during that famine. Повторно Библијата вели дека Аврам морал да отиде до Египет за да ја избегне Egypt was a blessed country, да го избегне тој глад. like Значи a Египет, garden of God. Египет била благословена земја. So was the valley, this valley of Jordan. А таков налик на египетската земја била и And Долината. Jericho а Ерихон was situated very close to Jordan River. бил лоциран многу близу до Јордан. But in the same place there, we had in the past Sodom and Gomorrah. Меѓутоа тук in the same place, you mean There, in that valley, Меѓутоа исто во оваа долина во минатото ги имавме Содом и remember Гомора. when Lot was looking, Се сеќавате кога Лот when гледаше? Lot was looking, he saw that valley, but in that valley were those cities with wicked people. Кога Лот гледаше каде да се стационира, па ја погледна долината и ги виде Содом и Гомор. And that place received the condemnation from God. И знаеме дека Содом и Гомор ја примија онаа казна од Господа. Fire and brimstone came from God. Оран и суфур се спуштија од Господа. Or we can say that place was cursed by God. И можеме да кажеме дека тоа место беше проколнато од Господа. Now, do you remember when Joshua came and overcome Jericho? Се сеќавате кога Исус Навин ќе дојде и ќе го освои Ерихон. If you read in Joshua chapter 6, Ако читаме во Исус Навин во 6-то поглавје, verse 26, 26 стих, the Bible is saying that Joshua pronounced a curse upon those people who are going to rebuild Jericho. Библијата ни вели во 6 глава 26 стих дека Исус Навин ги проколнал оние луѓе кои што сакале да го реизградат Ерихон. And in that time, Joshua said, if anyone is going to rebuild Jericho, his first son will die because of this. И Исус Навин ни вели оние кои што ќе се обидат да го повторно изградат Ерихон, првите нивни синови, првенците ќе им умрат. Now, do you know that that curse was fulfilled? Се сеќава, дали знаете дека ова проклетство се исполнило? These were not only words. Ова не биле само обични зборови, Let's кажаме. read together. Да First прочитаме. Kings, Да прочитаме сите заедно во Прва Цареви, First Kings chapter 16, Прва Цареви 16 глава, and we want to read verse 34. Прва Цареви 16 глава, ќе прочитаме 34 стих. Now listen about that curse, please. Еве во врска со тоа проклетство што го спомнавме. Во негово време Хил од Ветил го изгради Ерихон, врз својот првороденец Авирон ги подигна основите, а врз помладиот свој љубимец Сегув ги постави градските врати според словото на Господа, што го кажа преку својот слуга Исус, синот Навинов. So do you see what the Bible is saying? Дали гледаме што вели овде Библија? Because of that curse, this man lost his sons. Поради тоа проклетство, овој човек ги изгубил своите синови. Because we have here a father, a parent that is going against the will of God, children have died. Поради тоа што овде имаме еден татко кој што се спротивставил на Божјата волја, неговите синови, неговите деца умираат. Let me ask you a question, but please don't answer. Да ве запрашам нешто, меѓутоа не мора да ми одговарате. Think, Размислете. is it possible, Дали е можно, because of the decisions in our families, заради одлуките што се носат во нашите семејства, like mothers and fathers, значи одлуките на мајките, на татковците, wrong decisions that are going against the word of God, заради погрешни одлуки кои што се спротивни на Божјото is слово, it possible to see our children lost? дали е можно да ги изгубиме нашите синови, нашите деца? Is it possible? Дали е можно?
It is very possible. Много е можно. But the Bible is saying that this Jericho was constructed again. Меѓутоа, Библијата ни кажува дека Ерихон повторно бил So изграден. we have people that clearly defy the word of God that said, don't construct again. Значи, имаме луѓе кои што едноставно и јасно се спротивставиле на Божјето Слово, кое што кажало да не се гради повторно This is Ерихон. the reason why this place was under a curse. Ова е причината зашто ова место било под проклетство. Used to be a very fertile land, Значи, место кое што било доста плодно, but because of sin, disobedience, меѓутоа заради гревот, заради беззаконието, that place was cursed. ова место било Now проколнато. let me ask you right now, И сега да ве прашам нешто. did God heal those waters? Дали Господ ја направил, ја оздравил таа вода? Yes or no? Да или не? Yes. Да. And you know what is the encouragement for you and me? И знаете ли кое е охрабрувањето за мене и за вас? Because sometimes our life is like this. Бидејќи нашиот живот некојаш наликува на ова, We are faithful sometimes. некојаш сме верни, Then we go back into the ditch. а потоа повторно Disobedience. во дупка. And we feel Преку like God непослушност. is not able to reach me in that position. И се чувствуваме како да Господ не може да досегне до нас во таква една But my ситуација. friends, God is able to heal the waters. Меѓутоа, драги пријатели, Господ е во можност да ги исцели There тие are води. parents here Овде има родители that they are thinking about their children. кои што размислуваат за своите деца And they say, God, what can be done? и си велат: Господе, што можам да направам? This child used to come to the church. Моето дете знаеше да доаѓа во Right црква. now is having no burden on Меѓутоа, spiritual things. сега воопшто не се замара со духовни нешта. God is saying, I'm able. А Господ вели: јас I am можам, able to heal the waters. можам да ги исцелам водите. Many of the brethren, many brethren maybe used to be in this church. Може би многу браќа доаѓале во оваа црква. Because of different reasons, they are not anymore here. И од различни причини повеќе не се тука. They have been like a garden of God in the past. Порано биле како Господова градина. Now we are looking at their lives as being cursed, like only problems. А сега можеме да видиме дека нивните животи како да се проколнати само со проблеми. But God is saying, I'm able to heal the waters. Меѓутоа Господ веле: јас можам да ги исцелам My водите. friends, do you know Пријатели мои, that дали this знаете passage from the Bible is describing the situation in which our world is present right now? Дали знаете дека овој дел од Библијата ја опишува ситуацијата во која што се наоѓа нашиот свет токму денес? Do you know that when God created this earth, Дали знаете дека Господ кога ја создал оваа земја, it was a garden of God? беше Господова градина? Everything was beautiful. Се беше прекрасно. But because of disobedience, Меѓутоа заради непослушност, this earth has been cursed twice. оваа земја беше два пати проколната. And even in the work of providing for the necessary things in life, Дури во она кога Господ не обезбедува се што ни е потребно за живот, when we have to work for the necessary things, да, кога ние мора да заработиме за оние неопходни нешта, God has said you'll have to sweat. Господ што вели? Дека за да заработиме треба да се препотиме. God is saying the land is not going to bring you fruits as it should. Значи Господ вели, нели земјата била проколната, дека нема да ти донесе така плод како што But God беше wants порано. to heal this planet. Меѓутоа Господ сака да ја исцели оваа планета. God wants to heal the waters. Господ сака да ги исцели водите. Now we are speaking about lessons from the healing of waters. Сега, значи овде зборуваме за лекции кои што можеме да ги примеме од ова искуство Now на in исцелување на водите. 2 Kings chapter 2, Во втора книга Цареви, во втората глава, from verse 19 од 19 стих кај to што verse читавме 21, до 21 стих, twice Elisha is saying, два пати Елисеј вели: now I heal these waters. еве сега ги исцелувам водите. These waters that are bringing death. Овие води кои што носат смрт.
these poison waters, Овие отровни води I heal them. ги исцелувам. Now let me ask you, Да ве прашам, you are very smart people. вие сте многу умни, знам. Now what is the opposite of healing? Што е спротивниот збор на исцелено? Now if the waters have been healed, Ако водите биле исцелени, what is the opposite, the antonym of healing? што е What is? антонимот? Што е How can we спротивното? say? Како можеме да The кажеме? waters were, how can you say in Macedonian, sick? Сик, болни. Bolny. Can we say bolny? Што Now, водите биле what do, заболени. what do you think? Што мислите? Do you think that in our world we have a lot of sickness and suffering and death as a result of disobedience? Дали мислите дека во овој наш свет како резултат на непослушноста имаме премногу и болки, и болести, и страдања и се? Now let me ask you this. Да ве прашам и ова. What are the waters a symbol in the Bible? На што символизираат водите во Библијата? Waters in Bible prophecy. What are representing? People. People, Да. nations, Луѓе, languages. нации, Now, јазици. can we say that because of sin? Дали можеме да кажеме дека заради гревот, Can we say that because of disobedience? дали можеме да кажеме дека заради Not непослушноста, only that the earth is under a curse, не само што земјата е под проклетство, but we see as a consequence of sin туку како последица на гревот гледаме a lot of disease, suffering, and death in this world. гледаме и многу болести, страдања и смрт Now look на here. овој свет. Look here. Погледнете. A lot of people who are suffering. Многу свет страда. A lot of children who are suffering. Многу деца кои што страдаат. And believe me, my friends, maybe there are some people among our families which are suffering. И верувајте ми, пријатели, можеби има многу меѓу нас и меѓу нашите But God is семејства willing to heal them. кои што страдаат, но меѓутоа God is Господ having a plan сака да ги исцели, Господ to има цел, heal the waters. Господ сака, има план да ги Now, исцели водите. Look what the prophet of God, Ellen White, is saying about this healing of waters. Погледнете што Божиот пророк Елен Вајт кажува за исцелувањето Look на what he's водите. saying. The healing of waters of Jericho was accomplished not by any wisdom of man, Исцелувањето на водите на Ерихон не беше остварено преку некаква си човечка мудрост, but by the miraculous interposition of God. туку преку чудесното делување на Господа. Those who had rebuilt the city were underserving of the favor of heaven. So those people who rebuilt the city Значи, оние кои што го изградија повторно were going градот, against heaven. одеа против небото, But God had compassion upon them. меѓутоа Господ имаше милост над нив. We serve a good God. Ние му служиме на еден We are добар going Бог, against Him. а одиме против него. And God is coming upon us. Одиме против него, а Господ God повторно is going after us оди по нас, because He wants to heal us. затоа што сака да не исцели. Now listen what is the important thing. Да He's saying, послушаме сега кој е важниот дел. God was willing to heal Israel of their spiritual maladies. Господ имаше желба да го исцели Израел од неговата духовна замрност. So in this sign of healing the physical waters, Значи преку овој начин на исцелување, физичко исцелување на God had водите, a greater plan. Господ имал повисок, поголем план. He was trying to show His desire to heal His people from spiritual maladies, spiritual diseases. Тој се обидуваше да ни покаже дека Господ дека има желба да ги исцели луѓето од духовни болести. How many of you understood so far what we have studied? Колку мина од вас разбра до сега што So far проучував? what we have studied. Was clear? Дали Now. беше јасно? Now listen here. Prophets and Kings, page 231. Пророци и цареви, 231 страна. Why we have decided to study about this Bible passage? Why we are studying Еве this Bible зошто одлучивме да го проучуваме токму овој дел од Now Библија. listen what Ellen White is saying. Еве што вели Елен Вајт. Many are the spiritual lessons Има многу духовни лекции
to be gathered from the story of the healing of water. кои што можат да се научат токму од ова чудо на исцелување на водите. How many lessons? Колку многу лекции? Many lessons. Многу. Tonight we want to understand only one. Вечерва само една сакаме да Tomorrow we разбереме. have other lessons. За утре имаме друга лекција. But there are many lessons to study. Меѓутоа има многу лекции овде. Now, look what she's saying. The new cruise or the new pot or the new vessel, yes? Добро, новиот сад, новата чинија, The salt and the spring солта и изворот, all are highly symbolic. сите се символички. Now, Сите се символи. do you remember I asked you a question? Се сеќавате, ве запрашав. What are the waters in the Bible a symbol of? Се сеќавате, ве запрашав што символизираат водите во Библијата. And you said to me that the waters are a symbol of nations, languages, people. И ме рековте дека тие се символ на нации, јазици, на луѓе. Let me ask you, do you think that Macedonia is sick? Што мислите, дали Македонија е болна? Do you think? I will show you what is happening in Macedonia. Ќе ви покажам што се случува во Македонија. Do you think that people are dying in Macedonia? Дали сметате дека луѓе умираат во Македонија? Yes, my friends. Да. And God is willing to heal these people. А Господ има желба, сака да ги исцели. But He needs a vessel, first of all. Меѓутоа му треба сад како прво, Not any kind of vessel. не било каков сад, But the Bible is saying that a new vessel. туку нов сад. What does a vessel represent in the Bible? Што пак символизира садот во Библијата? This vessel represents you and me. Садот не символизира вас и мене. In order that God may bring healing to these people. За да Господ ги исцели луѓето, Spiritual healing, значи духовно да ги исцели physical healing, и физички да ги исцели, mental healing. ментално да ги исцели, God needs you and me. на Господа сме му потребни ние. God needs a new vessel. На Господа му е потребен нов Let's сад. prove from the Bible that a vessel is a symbol of a man. Ајде еве да потврдиме од Библијата дека садот го символизира човекот. Let's go into the book of Acts, chapter 9. Дела апостолски, 9, Девет. verse 15. дела апостолски дела 9:15. Please have patience a little bit with me. Имајте Please. трпение со мене, ве молам. When somebody is watching a football game Кога некој гледа фудбалска утакмица and the 90 minutes are over and they are going to penalty, и кога ќе завршат 90 минути и потоа следат пенали, nobody is closing the television. никој не го гаси телевизорот тога. But something is happening in the church. Ба, меѓутоа нешто друго се случува пак во When црква. the things are becoming serious, we want to go home because we want to sleep. Кога нештата ќе станат сериозни, ние тогаш сакаме да се отидеме дома и да спиеме. And we lose a lot, my friends. И губиме на тој начин. Now многу. listen what the Bible is saying in verse 15. Еве што ни кажува Библијата во Дела апостолски 9:15. Let's read together. Please, my friend. А Господ му рече: Оди, зашто тој човек е мој избран сад, за да го изнесе моето име пред народите и пред царевите и пред Израелевите синови. So here God is speaking about Saul. Овде Господ зборува за Савле. God is saying about him, he is a vessel that I'm going to use. Господ зборувајќи за Савле вели тој е сад, кого што јас ќе го искористам. So let's say masculine, men are a vessel of God that God is trying to use. И еве да кажеме дека човекот е тој сад кој што Господ се обидува да го искористи. Let's prove from the Bible that even ladies, young ladies, daughters are a vessel of God. Чи мисли на маж. Меѓутоа сега еве да докажеме дека и младите дами, The mothers, the мајките, wives жените can be used by God. и исто така можат да бидат искористени од Let's go Господ. 1 Peter chapter 3 verse 7. Прво Петрово 3:7. I will let my brother Aaron to read for me. Брат Арон ќе прочита. Please. 1 Прво Peter Петрово chapter 3 verse 7. Please. 3:7. What the Bible is saying? Што вели овде Библијата? Прво Петрово 3:7.
Така и вие, мажите, живеете благоразумно со жените како со послаб сад, искажувајќи им почитување како на сонаследнички по благодатта на животот, за да бидат вашите молитви без пречка. So you see here that the Bible is speaking about men. They can be a vessel of God. Even ladies, women, can be a vessel that can be used by God. Еве видовме дека и мажите се садови во Библијата кои што можат да бидат искористени од Бога, но и жените можат да бидат If you садови. take notes, Ако прибележувате, in Hosea chapter 8 verse 8, во Осија 8 глава 8 стих, God is saying about His people, His church, describing them as a vessel. Господ, зборувајќи за својата црква, својот народ, ги опишува како сад. So in this time, Значи- when we see the people sick, Значи, ова денешно време, кое го гледаме народот болен, spiritual disease, духовно болен, physical disease, физички, mental disease, ментално, God needs His church. на Господа му е потребна неговата And who црква. is the church? А која е црквата? Not them, Не се тие. me. Јас. He is part of the church. Ние сме дел од I црквата. am part of the church. Јас сум дел од You are part of the church. Вие сте дел од Every one црквата. of us has a work to do. Секој од нас има дело кое што треба да го Now, врши. I have seen a very interesting thing regarding Macedonia. Сум видел многу интересни работи во врска со And here Македонија. there is a news that is addressing the major causes of death in Macedonia. Овде имаме една новост која што ги апострофира, ги укажува на најголемите причини за смртност во So Македонија. in simple words, why the people in Macedonia die? Why? Просто кажано, зошто во Македонија луѓето умираат? Од And кои look причини? what he's saying. The Видите most, што вели? the most common causes of death in Macedonia are circulatory diseases and cancer. Значи, највообичаените причини за смрт во Македонија се циркулаторните значи, болести на циркулација на Heart cerebral disease, if yes. we can say. Значи, кардиоваскуларните болести, со други зборови, Cancer disease, канцер, рак, diabetes. диабетис, This is the major cause of death in this country. ова се главните причини за смртност во Now, Македонија. God is looking right now for a vessel to bring healing to these people. На Господа му се потребни садови за да им донесе исцелување на овие луѓе. Now, you remember what the Bible is saying that they put in the vessel. What Elijah put in the vessel. Се сеќавате што Елисеј стави во садот? What put in the vessel? Што стави во садот? Salt. Сол. Now, do you remember? Salt is also a symbol. Се сеќаваме нели дека солта исто така е символ. If we are the vessels, Ако ние сме садови, we need to have salt. ние треба да бидеме исполнети со сол. What is this salt? Што е солта? Што представува сол? First of all, salt in the Bible Како прво, солта во Библијата represents optimism, peace in символизира our hearts, оптимизам, мир во срцето, trust in the Lord. вера во Бога. Let's go. Mark chapter 9 verse 50. Ајде да видиме Марко 9:15. Mark chapter 9 verse 50. Марко 9:50. 50. 50. 50. Mark 9 9:50. 50. Listen. Марко 9:50. 50 стих. Последниот стих од главата. Солта е добра, но ако солта стане несолена, со што ќе ја поправите? Имајте сол во себе и имајте мир помеѓу себе. So do you see that peace is associated with salt? Дали гледаме дека мирот овде се поврзува со God солта? is saying you need to have salt in your life. Господ вели во својот живот треба да имате сол. You need to have peace in your heart. Треба да имате мир во срцето. You need to have peace with each other. Треба да сте во мир меѓу себе. I have in mind another question, Имам сега на ум едно друго but please прашање. don't answer me again. Меѓутоа не ми одговарате. I hope
that you don't have problem with each other here in this church. Се надевам дека овде во оваа црква немате меѓусебни проблеми. We need to be in peace with each other. Треба да сме во мир еден со друг. No fighting, Да нема борби меѓу no нас. problems. Да нема проблеми. Why? А зошто? Because the world is dying. Затоа што светот надвор умира. Now, if the world needs this salt, Ако на светот му е потребна оваа сол, this peace, овој мир, this encouragement, ова охрабрување, that means that the people from the world, they don't have the peace of mind, my friends. тоа значи дека луѓето од овој свет немаат мир. I don't know in Macedonia, Не знам како е во Македонија, but in Romania, но во Романија there is a very big problem with depression. има депресијата е голем проблем. It's the same. Very big problem. Голем проблем. People are walking on the streets and they are speaking with nobody. They speak alone. Има луѓе кои што одат по улиците и сами со себе си зборуваат. People, they have so many burdens in their lives. Имаат толку многу товари и проблеми во And they животот. need somebody to bring encouragement to them. И им е потребен некој да ги охрабри. They need somebody to come and pray with them. Потребен им е некој да дојде и да се моли со They need нив. somebody to have this spirit of optimism. Потребен им е тој духовен оптимизам. God needs people who have this salt in them. На Господа му се потребни луѓе кои што ја имаат таа сол во себе. Salt, peace. Сол, мир. Salt is also presenting, meaning the work of healing or medical missionary work. Значи солта исто така го представува и ја представува на дело на исцелување или всушност здравственото мисионско дело е Do you представено. know that in the Bible, salt was used as a remedy for sick people? Дали знаете дека во Библијата солта била користена како лек за болните? Let's read. Ezekiel chapter 16, Да прочитаме во Езекиел 16 глава. verse 2. Езекиел This 16, is 2. a very good remedy for those people which have circulatory problems. И ова е еден многу добар лек за оние кои што имаат кардиоваскуларни Especially заболувања. for the people that they are paralyzed. Посебно за парализираните. This is a remedy from the Bible. Ова е еден лек од Библијата. Ezekiel chapter 16, 16 глава and Езекиел. let's read verse 2 from the book of Ezekiel. Езекиел 16, 2 ќе Look читаме. what the Bible is saying about salt. Да видиме што вели овде Библијата за солта. Ezekiel 16, verse 2. Please, my friend. Човечки сине, покажи му ги на Ерусалим сите негови гадости. 16, verse 2. 16:2, and now let's read verse 4, please. Значи вториот стих го прочитавме. Човечки сине, покажи му ги на Ерусалим сите негови гадости, сега четврти стих. Кога го здогледа светот на денот на твоето раѓање, не ти го пресеков папакот, ниту те измија со вода за да те очистат, со сол. Не те посолија, ниту те повија во пелени. Thank you. So here the Bible is speaking that during that time when the child was born, А Библијата овде ни вели дека во тоа време кога ќе се родело дете, they don't have alcohol like how can I say, like something to disinfect the children. значи немале средство за дезинфекција. во But тоа in време. order to take the bacteria, the problems, they were using salt, friction salt to put the bacteria. За таа цел Aside. користеле сол, значи за да ги отстранат бактериите. So salt is connected with cleaning. 16 verse 4, my sister. 16:4, да. So salt is connected with cleaning, Значи with сол, healing work. солта е поврзана со чистење или прочистување, исцелување. My friends, the waters are sick. Пријатели мои, водите се заболени. The people are suffering Луѓето страдаат mentally, и ментално, spiritually, и духовно, physically. и физички. God wants to heal the waters, Господ сака да ги исцели водите. and He needs you. И вие сте му He потребни. needs me. Јас сум му потребен. God needs this church in Skopje На Господа му е потребна оваа црква во to be Скопје used as a vessel, да биде искористена како сад. but we need to have salt in us. Меѓутоа,
треба и мора да имаме сол We во need to нас. bring to the people peace. Треба на луѓето да им однесеме We мир. need to present to the people the work of healing. Треба на луѓето да им ја представиме, Healing the да им people. го поставиме делото на исцелување, Helping the people. да ги исцелиме, да им And in the помогнеме. same time, А во исто време we need to present them the gospel. треба да им го презентираме и евангелието. The gospel for this time. Евангелието за ова наше Even време. the three angels' message. Односно троангелската вест. Because the salt in the Bible is also a symbol of the grace of God. Затоа што солта во Библијата ја символизира и Божјата благодат. If you read Colossians chapter 4, Ако читаме во Колосијаните 4 глава, verse 6, 6 стих, you say that our words they need to be salted. значи Колосијаните 4:6 вели дека нашите зборови треба да бидат засолени. We need to have the grace to help the people. Потребна ни е благодатта за да им помогнеме на We луѓето. need to speak to the people about the gospel. Треба да им зборуваме на луѓето евангелието да им го Now, представиме. do you remember where Elijah put the salt? Се сеќавате ли каде ја стави Илија солта? Help me. Помогнете. Where he put the salt? Каде ја стави солта? The Bible is saying that he put the salt right here at the spring of those waters. Значи токму кај изворот на овие води. Now, if you look at this picture, Ако ја погледнеме оваа слика, do you see that there is a little bit of agitation in the water? Do you see there? дали гледаме дека се случува узбурканост на If you водата? go to such a place, you see that that is a noisy place. There is a lot of noise where the water is springing. Ако се најдеме покрај некој извор, воден извор, ќе видиме дека има доста шум Now од listen водата. to me. What we said that the waters are a symbol in the Bible. Што кажавме? Што беа водите? Ljudi, да? Nations, tongues and people. Луѓето, нациите, Now, јазиците. where is the spring of Macedonia? Сега кажете ми каде е изворот во Македонија, на Where Македонија. is the place where we can hear the noise of the people in this country? Каде е местото каде што можеме да го ослушнеме джагорот на луѓето This во is оваа земја? describing a place where the people are gathered. Значи, ова опишува место каде што луѓето се собираат. Can you believe that this is a symbol of the great cities in this country? Дали можете да поверувате дека ова е символ на големите градови во оваа земја? Even the work that needs to be done in this capital city here in Skopje. И делото кое што треба да се заврши и во овој град, во Скопје. What type of work? Каков вид на дело? We need to bring peace to the people. Треба да им однесеме мир на We need луѓето. to bring hope to the people. Треба надеж да им однесеме. We need to bring healing to the people, medical missionary work. Треба да им однесеме исцелување. Тоа е здравствената реформа, We need медицинска. to present the grace of God to the people. Треба да им ја представиме Божјата благодат на луѓето. Even preaching the everlasting gospel to them. И да им го проповедаме вечното евангелие. Where? This is the work that needs to be done in the big cities. Ова е работата, делото кој што треба да биде завршено во големите This is the градови. work that needs to be done here in Skopje. Тоа е делото кој што треба овде да се стори Do you know во Скопје. from where I have took this idea? It is not my idea. Знаете ли од каде ја зедов оваа идеја? Ова не е This моја is are the идеја. words of the prophet of God. Ова се зборови на Божиот пророк. Listen what the Ellen White is saying. Видите што вели Елен Вајт? The poison of sin is at the work of the heart of society. Отровот на гревот делува во срцата на општеството. Cities and towns are steeped in sin and moral corruption. Значи во срцето на општеството. Градови тонат во грев и морална корупција. The world is full of suffering, disease and iniquity. Светот е полн со болести, страдања и беззаконие. And what God wants to do with these waters? Што сака Господ да направи со овие води? With this city here in Со Skopje? овој град овде, Скопје. God wants to heal them. Господ сака да ги исцели овие But води. He wants to use a vessel. Меѓутоа,
потребен му е сад. Not any kind of vessel, Не било каков сад, but even a new vessel. туку нов сад. And this vessel is you and me. А тој сад сме вие. We need Yes. to involve ourselves in this type of work. Ние треба да земеме удел во едно вакво I дело. want to close with a few quotations, and we are going to close tonight the first lesson. Ќе привршиме со неколку цитати. How many of you do you have sick friends and sick family members in your family? Колкумина од вас имате пријатели кои што се болни или пак членови од семејството кои Do you know што се болни? somebody that is sick and needs help? All right? Познавате ли некој кој што е болен и му е потребна Now be very помош? careful. Внимавајте сега. How many of you want that this church to be filled with people? Колкумина од вас сакате да биде исполнета оваа црква со луѓе? Do you want this? God wants also this. Господ исто така го посакува Not тоа. only to fill a building, Не само да ја наполни God зградата, wants to bring the people to His truth. меѓутоа сака да ги доведе луѓето кон And in својата order вистина. to do this, А со цел да го стори тоа, we need to understand His plan. мора да го разбереме неговиот план. Now, listen. Слушајте, What type of vessel was used? каков сад беше искористен? Novoi. Нов. Let me say like this. Еве да кажам на ваков начин. If you are a member of the church Ако сте член на црквата and you are not involved in missionary work, и ако не сте дел од една мисионска работа, healing work, значи ако немате удел во дело на исцелување, helping people, да им помагате на луѓето, preaching the gospel, да им го проповедате евангелието, you are not born again. тогаш не сте наново родени. I repeat again. Повторно ќе повторам. This work is being done by a new vessel. Вакво едно дело се прави со еден нов сад. And if this type of work is not present in my life, И ако таква работа не е дел од мојот живот, that means that I am an old vessel. тоа значи дека јас сум некој стар сад. I am a dirty vessel. Јас сум валкан сад. And you know, you don't use a dirty vessel to drink water. А не користите таков валкан сад за да пиете вода од него. First of all, you have to clean it. Треба да го очистите тој сад. Now listen what the prophet is saying. Еве што вели пророкот. Medical missionary work Значи здравственото мисионско дело brings to humanity the gospel of release from suffering. на човештвото му го носи евангелието кое што ги ослободува од страдањата. This is the pioneer work of the gospel. Тоа е онај пионерски дел од евангелието. That means that prior to preach the gospel to the people, Тоа значи дека пред да им го проповедаме евангелието на we луѓето, need to go and help the people. треба да одиме и да им помогнеме. We need to heal the people. Треба да ги исцелиме. We need to work and show them compassion, helping them. Треба да покажеме сочувство кон Look нив, here. помагајќи им. It is saying this is the gospel practiced. Овде вели дека тоа е евангелието во пракса. This is the place where we see the compassion of Christ revealed. Тоа е начинот на кој што ја го гледаме и сочувството Христово. Of this work there is a great need. Има голема потреба од ваков тип на работа. And the world is open for it. А светот е отворен за What do you таков think тип in на работа. Macedonia? Што мислите како е во Are Македонија? people open to study, to learn about health and healing? Дали луѓето во Македонија се отворени да научат во врска со здравието и се исцелувањето? More than the gospel? Дали повеќе тоа го сакаат отколку евангелието? Yes. Да, така е. Because the waters are sick. Бидејќи водите се болни. And she is saying like this. They say, by using medical missionary work, И таа вели вака, користејќи го ја ова здравствено мисионско дело, we can enter in new fields immediately. можеме веднаш да навлеземе во нови полиња на работа. So if you want to enter into a new place with Adventism, with the gospel,
Значи, ако сакате да навлезете во некое ново поле, нов град, да речеме место со адвентизмот, what we need to use first of all prior to the gospel there? што треба да искористиме најпрво пред да им го проповедаме Евангелието? Medical, missionary. Здравственото мисионско дело. Now, here is said, in order to overcome prejudice Овде вели таа, значи со цел да ги надминеме предрасудите and gaining access to the minds, и да допреме до нивните умови, medical missionary work must be done. здравственото мисионско дело мора да биде People, they have направено. a lot of questions. Who are these Adventists? What is about? Луѓето имаат еден куп прашања, кои се овие адвентисти, зашто станува збор? And in order to put down this barrier from the mind, И со цел да ги срушиме тие предрасуди. is being said, use medical missionary work. Елен Вајд вели дека треба да се искористи тоа здравствено мисионско дело. Is saying this work will break down prejudice as nothing else can. Се вели дека оваа дело ќе ги сруши предрасудите како ништо друго. Nothing better Ништо друго подобро не than може да ги medical сруши. missionary work. Да. Who needs to be involved in this type of work? А кој треба да биде дел од оваа работа? We have come to a time when every member of the church should take hold of medical missionary work. Време е кога секој член од црквата треба да земе удел во ова здравствено мисионско дело. Сколько? How many? Every member of the church. Колку? Сите. Every member of the church. Секој член на црква. Because the world is like a hospital with victims, both physical and spiritual disease. Затоа што светот е како една болница полна со жртви од физички и духовни болести. Everywhere people are perishing Насекаде луѓето страдаат for a lack of the knowledge of the truths that have been committed to us. заради недостаток на знаење од вистините кои што нам ни се доделени. People are dying for heart disease because they don't know the principles from the Word of God. Луѓето умираат од срцеви заболувања затоа што не ги познаваат здравствените принципи од Божјото слово. Listen what the prophet is saying. Еве што вели Божјиот пророк. I want to tell you that very soon we will not be able to do any work but just medical missionary work. Би сакала да ви кажам дека многу наскоро нема да можеме да вршиме никакво друго дело освен And здравственото мисионско дело. she is saying that if you are a minister И самата таа вели дека доколку вие сте and you don't work to help the people проповедник, службеник во црквата и ако не работите да им and you помогнете на don't луѓето, combine the preaching of the gospel и ако не го комбинирате проповедањето на Евангелието with the healing message, со веста на исцелување, you are not a minister of Christ. тогаш вие не сте Христов службеник. Now let me ask you this. Да ве I'm започнем. closing. Еве на крајот, When Jesus was doing evangelism, кога Исус проповедал, what doctor he called first? кој доктор го повикувал најнапред? When Jesus was preaching the gospel, Кога Исус го проповеда Евангелието, the Bible, што користел? Библијата. what doctor he called first to the people? Кој доктор го повикувал најнапред? No doctor. Никаков You доктор. know why? Знаете ли зошто? Because the doctor was also the preacher. Затоа што докторот беше и проповедник. That man that was helping the people, Оној човекот кој што им помагаше на луѓето, now everybody was looking at him and they were able to listen the messages from God. откако ќе им помогнеше, сега сите погледи беа вперени и слушаа што ќе им каже од In our Божјото слово. Seventh-day Adventist Church has happening a divorce. A divorce had happened between the evangelical work, gospel work, and the healing work. Значи во адвентистичката црква во денешен ден се случува развод, како што тој вели, односно поделба меѓу проповедање на Евангелието и овој друг дел. So we have a doctor Здравствената. that is speaking about the health lectures, Значи имаме доктори кои што
предаваат здравствени Then we are calling предавања, a pastor or a preacher to preach from the gospel. а потоа го викаме пасторот да ни проповеда од This is евангелието. not God's way. Меѓутоа тоа не е Божиот начин. God's way is that the man of God should be able to do both. Божиот начин е да човекот кој што е повикан во служба да може и двете работи да ги. How many members of the church should be involved in medical missionary work? Колку членови од црквата треба да бидат вклучени во овој тип на How работа? many? All. All. Сите. There are 20 million Seventh-day Adventists. Нели, според бројките знаеме дека имаме 20 милиони In адвентисти во what светот. school should we study to become medical missionaries? Во кои училишта треба да учиме за да постанеме здравствено мисионски работници? Where? Каде, во кое училиште? Do you know where? Знаете ли кое е? Here. Овде, во ова училиште. Do you know that every church should become a school? Дали знаете дека секоја црква треба да стане училиште? And God has given to us the manuals for studying. А Господ ни ги дал правилниците според кои I'm треба да учиме. closing with this quotation. Затварам за ова вечер со овој I цитат. don't know if you have this book in Macedonia. We have the Ministry of Healing. Yes. You have it? Yeah. All right. Значи здравје и среќа ја имаме преведено, ја Do имаме. you know this book? Ја знаеме книгата здравје и How среќа. many of you read this book, Ministry of Колку Healing? мина од вас ја имаате прочитано книгата? Now listen what the prophet is saying about Ministry of Healing. Послушайте сега што ни вели Божиот пророк. Listen what she's saying. The book Ministry of Healing Таа вели книгата здравје и среќа како што е преведено. contains the wisdom of the great physician. Ги содржи во себе мудростите на големиот, на великиот лекар. Who is the great physician? Кој е великиот лекар? Christ. Исус. So if you want to know what advices Christ will give to the sick people today, Значи, ако би сакале да знаете какви совети би им дал Исус на болните луѓе денес, study Ministry of Healing. тогаш проучувајте ја оваа книга Здравје и среќа. And you will know how to help the people around you. И тогаш ќе знаете како да им помогнете на луѓето наоколу. Maybe you'll have to plan to study at the Sabbath school Ministry of Healing. Може би планирате за време на саботната школа да ја проучувате оваа книга. Because God has given to us the manuals. Затоа што Господ ни ги дал значи правилниците за My friends, проучување. I want to pray at the end with you. Би сакал на крајот со вас да се помолам And I want to ask God together with you и би сакал да го замолам Господа to be that new vessel that God may use us. да сите вие, сите ние бидеме тој нов сад кој што Господ може да го People are dying. Луѓето умираат, People are suffering. луѓето страдаат, People are discouraged. луѓето се обесхрабрени. And what in the world are we doing? А што ние правиме? What are we busy doing? Со што сме зафатени? May the Lord help us to have salt in Нека our lives. Господ ни помогне да имаме сол во нашите животи. Let's pray together at the end. Да се помолиме на крајот сите заедно.